Конечно се случи концертот, долго најавуваниот и долго очекуваниот тројцата битолчани од светски ранг во Битола. Ќе започнеме со дамата, какви се импресиите? Фантастично, секогаш е убаво да се свири во Битола. Можеше да имаме уште поубав клавир. Еве, да се каже, значи овој град заслужува уште еден убав клавир во оваа сала. Иначе аплаузот си кажа се. Па пред се му благодарам на публиката што дојде во толкав број. Импресиите се прекрасни. Публиката беше како и секогаш прекрасна во Битола. Супер бевме прифатени, така да многу сме задоволни. Се надеваме дека наскоро дека пак ќе се вратиме. Исполни за време на концертот рече дека концертот го посветуваш на професорите Панде Татарчевски и Голби Комјунити. Да. Колку тоа ти значи, колку ти значи овој концерт, што се одлучи тоа да го посветиш? Овој концерт ми значи многу поради две работи. Првата работа е ми понудија концерт и требаше да одлучам за проект. Го помислев проектот овој и малце бев не бев сигурен дали ќе имаме многу публика поради тоа што е класичен концерт. И кога ја видов публиката и кога ја осетив таа енергија што ја осетивме вечерва, бев премногу среќен. Али ние, особено за мене, значи моментално сум, ако сум на некој ниво дојден поради професорот Панде Татарчевски, кој што беше еден од најзначајните фактори во развитокот, во најбитниот развиток во мојот живот. Од 8 годишна, од 9 годишна возраст до 17-та годишна возраст. Значи тука е тој период кај што или. Затоа сакав него специјално да му го просветиме концертот и на Боби Коминовски, поради тоа што заедно исто и тој ни беше како дел од цела едукација, заедно разменувавме мислења за музика и за цело време тие беа заедно. Боби и Панде беа цело време заедно, вратите му беа едно до друго. Така да двајцата се многу битни, мислам дека многу битни луѓе за мојата и мислам дека исто за Игор, специфично за кларинет, за кларинетизмот во Битола. Доаѓате од музичкото училиште, кој е свириме на роден денот на музичкото училиште, така се погоди. Има една шега во Скопје, што и така се зезат колегите, викаат ако сите битолчани решат да си одат на викенд, ќе се затвори филхармонија и опера. Така да тука застанува муабетот, мислам.